Добар ден. Јас сум Злата Здравеска, наставник по математика и физика во Општинското основно училиште Јунус Емре, село Лисичани, Пласница. Чест и задоволство ми е што сум дел од проектот на Министерството за образование и наука, наречен Е-училница или онлайн учење. Драги ученици, денес ќе се запознаеме со електромагнет. Ќе видиме кои се целите на часот, што е електромагнет и така натаму. Целите на часот ни се: ученикот треба да прави и користи електромагнет. Ученикот треба да знае да разликува магнет и електромагнет. Одлучува која опрема да ја користи и проценува секакви ризици и опасности во лабораторијата или работниот простор. Прави наблюдување и мерења. Објаснува резултати користејќи научно знаење и разбирање. И јасно ги споделува со другите. Очекувани исходи. Ученикот може да прави и користи електромагнет. Разликува магнет и електромагнет. Ученикот може да одлучува која опрема да ја користи и проценува секакви ризици и опасности во лабораторијата или работниот простор. И ученикот може да прави наблюдувања и мерења. Да се потсетиме малце за магнет. Кои беа основните карактеристики, основните својства на магнетот? Видови на магнети. Магнетот најголемо својство му беше тоа што може да привлекува железо и железни струганици. Магнетот за прв пат се појавува како природна руда, наречена магнетит, во областа Магнезија во Мала Азија. Магнетите може да бидат природни, рудата магнетит, и вештачки, постојаните перманентните магнети. Исто така магнетите има и два полови, северен и јужен пол. Тоа е потсетување од претходните лекции. Денес, како што ви реков, ќе зборуваме за електромагнет, но претходно да видиме соленоид. Ако земеме еден изолиран проводник и го свиткаме во повеќе кружни набивки, тогаш сме направиле соленоид. Значи, соленоид е проводник свиткан во повеќе кружни набивки, спирала или пружини. Ако краевите на проводникот ги поврземе со извор на електрична струја, но тоа да биде со мал напон, тогаш низ проводникот ќе тече електрична струја. Но што се случува околу проводникот? Околу проводникот ќе ни се јави магнетно поле. За да го утврдиме постоењето на магнетното поле, ќе земеме електромагнетна игла или компас. Ќе ја поставиме електромагнетната игла паралелно со навивките на соленоидот. Потоа, ќе пуштиме да протекува струја низ соленоидот, ќе видиме дека магнетната игла со едниот пол ќе се заврти кон навивките. Тоа ни докажува дека постои магнетно поле околу проводник низ кој тече струја. Ако ги смениме половите на изворот на струјата со краевите на проводникот, тогаш магнетната игла ќе се заврти во обратна насока. А тоа ни покажува дека завртувањето на магнетната игла зависи од насоката на течење на електричната струја.
Електромагнет. Сега, драги ученици, ако земеме еден соленоид и во неговата внатрешност ставиме парче од меко железо или феромагнетно јадро, тогаш магнетното поле кое што ни се јавува околу навивките ќе ни станува посилно. Дали магнетното поле ќе биде посилно зависи од бројот на навивките и зависи од напонот на изворот на електричната енергија, струја. Но, што се случува со јадрото, кога низ соленоидот тече струја? Ако го приближиме јадрото до една железна плоча, тоа ќе ја привлече кон себе. Тоа значи дека јадрото се намагнетизирало. Оваа направа се нарекува електромагнет. Значи, соленоид со јадро од меко железо, низ кој тече електрична струја, се нарекува електромагнет. Или самото име електромагнет ни значи дека станува магнет со помош на електрична енергија. Кога за прв пат се појавил електромагнетизмот? Уште во далечната 1820 година, данскиот научник Хан Ерстед открил дека околу електричната струја се создава магнетно поле. Но, само 4 години подоцна, британскиот научник Вилијам Старџон го измислил електромагнетот, значи во 1824 година. Старџон, првиот експеримент кој што го имал, или првиот електромагнет, бил едно парче железо во форма на потковица. Околу него намотал само 18 навивки на проводник. Крајвите на проводникот ги поврзал со извор на електрична струја и увидел дека потковицата или парчето железо привлекувало други железни суровини. Но Старџон ја покажал моќноста на електромагнетот, кој бил тежок само 200 грама, но можел да подигне 4 килограми ако низ него се спушти струја од само една батерија. Денес примената на електромагнетите не е многу голема. Електромагнетите обично се користат како делови на покомплексни уреди, како што се реле, соленоидот или електромотор. Употребата на електромагнетите може да биде директна, например, за привлекување на железо и челик на отпад при транспорт или за глави на читачи и пишувачи кај уредите со магнетна лента или диск. Еве еден пример. Кранистот, значи се најдуваме на отпад за старо железо или стари коли. Кранистот, кога ќе го вклучи електромагнетот, тоест ќе пушти струја да тече до плочата, наместо кука, тој користи плоча, која ќе пушти струја да тече, тогаш плочата се намагнетизира и станува електромагнет. Ги подигнува во автомобилите, потоа ги носи до одредено место, ја исклучува струјата во електромагнетот и автомобилот паѓа на купот од старо железо. Значи, наместо да користи кука, тој користи електромагнет. Имате предлог видео, клип на следниот линк. Можете да го погледате. Сега, драги ученици, малце и домашна работа. Имате една активност. За таа активност потребни ни се тетрадка, молив, проводник, извор на електрична струја,
магнетна игла или компас и малечки метални спојувалки за хартија. Која е вашата задача? Завиткајте ја спроводната жица околу молив, така што ќе направите соленоид или спирал. Извадете го моливот. Краевите на соленоидот поврзете ги со извор на мал напон батерија. Потоа, доближете компас до едниот крај на соленоидот. Што забележувате? Запишете го тоа во своите тетрадки. Променете ги половите на изворот. Што забележувате? Повторно запишете во своите тетрадки. И на крај, во соленоидот ставете еден метален клинец или шајка, поврзете го изворот и доближете го до метални спојувалки за хартија. Што забележувате? Сето тоа запишете го во своите тетрадки. Драги ученици, ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме нареден пат. До гледање.